Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Денешниот спортски преглед ќе го започнеме со фудбалот, односно со резултатите и стрелците од второто коло на првата македонска фудбалска лига. Екипата на Шкендија на домашен терен ја совлада екипата на Струга Тримљум со 2:0 со головите на Тотре и Дориев. Вториот тетовски представник во прволигашката конкуренција, екипата на Ренова, одигра 1:1 на гостински терен против Борец во Велес. Домашните дојдоа во водство преку Никола Радович во 40-та минута, а Ренова среќно извлече бод во 89-та минута, откако Оливер Стоименовски си постигна автогол. На останатите надпревари во петокот, Силекс Пелистер 2:2. Гостите дојдоа во водство уште во 6-та минута со погодокот на Љавдрим Фазлију, меѓутоа во продолжениот надпреварот домашните направија комплетен пресврт. Бурхан Мустафов во 43-та минута стрелаше за 1:1, додека Иван Ивановски во 58-та минута го донесе Силекс во водство од 2:1. Конечниот резултат 2:2 на овој надпревар беше постигнат во 76-та минута, кога Ѓорѓи Танушев директно од слободен удар постигна прекрасен, вистински еврогол во мрежата на голманот на Силекс Божиновски и ги постави конечните 2:2 на овој надпревар. Второто коло од првата македонска фудбалска лига продолжи во саботата со надпреварот помеѓу Работнички и Беласица. Домашните славија со 2:0, двата погодоци беа дело на Фахрудин Ѓурџевиќ во 38-та и 50-та минута. Најголемото изненадување ова коло се случи на стадионот Благој Статов во Струмица, Академија Пандев Вардар 0:1. Единствениот гол дело на Дејан Блажевски во 77-та минута од пенал. Велам изненадување, бидејќи сите ја знаеме состојбата во фудбалскиот клуб Вардар, знаеме дека цела екипа си замина, остана само тренерот Александар Васовски Тетовче и многу мал број на фудбалери кои што минатата сезона завршија први на табелата, беа донесени неколку нови фудбалери, меѓутоа Вардар не е на тоа ниво од претходните сезони, сепак успеа да слави изненадувачки во Струмица со 0:1, како што веќе реков. И на последниот надпревар од ова коло Шкупи Македонија Ѓорче Петров 3:1. Фатион Јусуфи, Дарбо Дембо и Ламине Диак стрелци за домашната екипа, додека единствениот погодок за Македонија Ѓорче Петров беше дело на Сефер Емини. Табелата после второто коло е следна. Шкупи, Шкендија, Пелистер и Борец имаат по 4 бодови, Работнички, Вардар и Македонија Ѓорче Петров по 3, Ренова има 2 бодови, Струга 1 и на последните две места Академија Пандев и Беласица со по 0. Како што можете да забележите, ниту една екипа нема максимален учинок после второто коло, што доволно говори за што доволно говори за изедначеноста на екипите во оваа сезона. Како што веќе знаете, имаме 12 екипи и според новите правила последните две ќе испаднат, додека 9 и 10 пласираните ќе играат бараш надпревари за опстанок против второ пласираните од двете втори лиги. Во продолжение ќе ги видиме головите од надпреварот Шкендија Струга Тримљум. Резултатот беше отворен во 38-та минута со голот на Енур Тотре, резултат со кој се замина и на паузата, односно после првиот дел резултатот беше 1:0 за Шкендија. Конечниот резултат 2:0 беше постигнат во втората минута од судиското надополнување на надпреварот Љупчо Дориев стрелец, откако убаво ја измеша комплетната одбрана на екипата на Струга Тримљум и прецизно стрелаше во голот на Урош Ѓурич. Следуваат головите и од надпреварот помеѓу Шкупи и Македонија Ѓорче Петров 3:1 за домашната екипа. Резултатот беше отворен во четвртата минута со голот на Фатион Јусуфи и со 1:0 се замина на паузата.
Во вториот дел, дури 3 погодоци на стадионот Чаир, најпрво Македонија Ѓорче Петров израмни во 54-та минута со голот на Сефер Емини од пенал, а потоа следуваат 2 голови за домашниот состав за конечна победа од 3:1. Најпрво Дарбо Дембо во 76-та минута, повторно од пенал, го доведе Шкупи во водство 2:1, а конечните 3:1 беа постигнати во 93-та минута, односно третата минута од судиското надополнување, кога Ламине Дијак стрелаше прецизно во мрежата на Македонија Ѓорче Петров. Викендов се одигра и неколку контролни надпревари на второлигашките екипи. На стадионот во Јегуновце Тетекс играше против Победа од Прилеп. Надпреварот заврши 1:2, она што е за истакнување. Единствениот гол за Тетекс беше дело на Никола Сарески во 85-та минута. Млад 15 годишен фудбалер кој што го постигна својот дебютантски погодок за првата екипа на Тетекс. Предвидено беше во денешниот спортски преглед да погледнете и видео извештај и неколку изјави од овој надпревар, меѓутоа големото невреме кое што го зафати Јегуновце во саботата не спречи во тоа. Надпреварот после 20 минути беше прекинат поради силни врнежи од град. Ние веќе не бевме во состојба да продолжиме да го следиме надпреварот, моравме да заминеме бидејќи невремето си го направи своето. Надпреварот, откако невремето се смирило, продолжил и се одиграл и како што веќе кажав, завршил со победа на екипата на Победа од Прилеп од 2:1. Контролен надпревар викендов се одигра и во Боговиње. Дрита ја совлада Велешта со 2:1. Головите за екипата на Дрита ги постигнаа Мусли Лика и Члирим Алили. Овие надпревари беа како генерална проба за второлигашките екипи, бидејќи веќе во сабота започнува новата сезона во двете втори лиги, конкретно во втората лига Запад. Двојките за првото коло се Тетекс Кораб, Гостивар Охрид, Дрита Вардар Форино, Скопје Влаздрими и Велешта Кадино. Според распоредот, сите надпревари ќе се играат во сабота со почеток во 17 часот, што не значи дека може да има и некои промени во термините, бидејќи има уште доста време до сабота додека започнат надпреварите. Викендов кој што измина, односно вчера, започна и првата лига во женска фудбалска конкуренција. Тетово има и тука 2 представника во прволигашката конкуренција, меѓутоа тука нема втора лига, само прва лига, и двете екипи беа поразени. Ас Юнајтед Струга против Шкендија 1:0 и во Битола Топгол Љуботен 10:0. На останатите надпревари од првото коло беа постигнати следниве резултати. Скопје Тиверија 1:3, Плачковица Деспина 1:9, Кочани Каменица Саса 0:15. И интересно е тоа што овој надпревар е прекинат во 48-та минута, бидејќи домашниот состав останал само со 6 фудбалерки во поле и не можел да го продолжи надпреварот. На полувреме резултатот бил 0:14, само што почнало, значи, второто полувреме, е постигнати 15-тиот гол, пошто следувало прекин. Доколку се играле 90 минути, можам и да замислам со каков резултат би завршил овој надпревар. Веројатно фудбалерките од Македонска Каменица би оделе и до 30, можеби и повеќе голови, нешто што е многу тешко да се постигне во ракомет, 30 голови, а камоли во фудбал. И Статов Атлетико 10:0 и Шкупи Борец 3:3. Најинтересниот надпревар ова коло. Домашната екипа на Шкупи имала водство 3:0, меѓутоа гостинките од Велес израмниле на 3:3. Фудбалот моментално е најактивен на домашната сцена. Останатите спортови се уште се во подготвителен период, така да кажам. Ракометот, екипите веќе еден месец тренираат, веќе се одиграа и неколку контролни надпревари, се одигра и струшкиот турнир. Во ракомет интересно е тоа што екипата на Пелистер во финалето го совлада Вардар и најави интересна ракометна сезона на домашна сцена.
Кошаркарите претходниве 2-3 дена веќе почнаа со подготовки. Екипата на Гостивар, како единствен представник во првата лига од Полошкиот регион, денес ги започнува подготовките, меѓутоа како што објавија во нивното соопштение на Facebook, дека тренисите ќе бидат од затворен тип и ќе се следат протоколите за заштита од COVID-19, што значи дека нема да биде дозволено присуство на гледачи ниту на нивните тренинзи. Во одбојката најинтересно е тоа што женската репрезентација до 19 години се подготвува во Крушево. Тоа е репрезентација која што во 2022 година ќе игра на Европското првенство, на кое што Македонија ќе биде домаќин и еве еден одличен потек на одбојкарската федерација, бидејќи 2 години пред почетокот на ова првенство веќе се започнати подготовките околу формирање на репрезентацијата, околу селекцијата на одбојкарките, се со цел Македонија како домаќин на тоа одбојкарско првенство да се прикаже во што е можно подобро светло. Тоа беа информациите од домашниот спорт. Сега ќе одиме со кратка пауза, а потоа ќе продолжиме и со информациите од меѓународниот спорт. Повторно сме назад во студиото на КМ телевизија. Продолжуваме со спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Во овој период најактуелни се надпреварите од Лигата на шампиони, од Лигата на Европа. Се надевам дека успеавте да ги погодите резултатите, успеавте да дојдете до некоја добивка во спортските обложувалници Евротип. Имаше многу голови на надпреварите и се надевам дека бевте прилично успешни во овој период. Меѓутоа, ако земеме во предвид дека оваа сезона требаше да гледаме, ова лето требаше да гледаме Олимпијада во Токио и Европско првенство во фудбал, сепак ова играње на Лига шампиони и Лига Европа секој ден по 1 до 2 надпревари е само мала утеха за тоа што го пропуштивме, меѓутоа и Олимпијадата и Европското првенство се презакажани за следното лето, па така наредната година ќе имаме двојно уживање. Веќе спомнав, Лига на шампиони се одигра комплетните надпревари од четвртфиналето. Неколку изненадувачки резултати, неколку очекувани. Ова се резултатите. Лајпциг Атлетико Мадрид 2:1. Аталанта ПСЖ 1:2. Аталанта до 90-та минута имаше водство од 1:0. Меѓутоа Парис Сен-Жермен со еден магичен пресврт во последните моменти од надпреварот успеа да дојде до победа 2:1 и да се пласира во полуфиналето. Најголемото изненадување во четвртфиналната фаза Манчестер Сити Лион 1:3. Лион на овој надпревар докажа дека не случајно го елиминираше Јувентус во претходната фаза. Еве сега уште еден голем фаворит за освојување на Лигата на шампиони падна пред нив и Лион сосема заслужено ќе биде помеѓу најдобрите 4 екипи на стариот континент, односно во полуфиналето на Лигата на шампиони. И она што предизвика најголемо внимание во изминатиот период, Бајерн Мюнхен Барселона 8:2. Ватерполо резултат, меѓутоа според она што го прикажа екипите на теренот, сосема заслужена победа на Бајерн Мюнхен. И со овие игри кои што ги прикажува се наметнува како еден од главните фаворити за освојување на Лигата на шампиони оваа сезона. Двете полуфинални средби од Лигата на шампиони на програмата се утре и во среда. Утре ќе се сретнат Лајпциг Парис Сен-Жермен, додека во среда ќе играат Лион Бајерн Мюнхен. Ќе видиме Лион дали ќе има сили да направи уште едно изненадување и да го совлади Бајерн Мюнхен. Интересно е тоа што од овие 4 екипи во лигата, во полуфиналето на Лигата на шампионите, 2 се од Германија, 2 се од Франција, меѓутоа само Бајерн Мюнхен до сега се има радувано на трофејот. Останатите 3 екипи кои да го освои финалето на Лигата на шампиони, за нив ќе биде дебитантска титула.
Интересно и во Лигата на Европа, таму започнаа веќе полуфиналните надпревари. Синоќ се одигра првиот. Севиља со пресврт го совлада Манчестер Юнајтед со 2:1. Манчестер Юнајтед дојде во водство во 9-тата минута од пенал со голот на Фернандес, додека Севиља во 26-та минута израмни преку Сусо, додека Де Јонг во 78-та минута го постави конечниот резултат на овој надпревар 2:1 за Севиља. Денес ќе се одигра и вториот полуфинален надпревар од Лигата на Европа, а ќе се сретнат екипите на Интер и Шахтјор Донецк. Викендот што измина се возеше и големата награда на Шпанија, на патеката Каталуња. Поедно резултатите од трката во Формула 1, која што се одржа вчера во Шпанија на патеката Каталуња, е и последната информација за денешниот спортски преглед поддржан од спортските облажувалници Евротип. Кога веќе сме кај спортските облажувалници Евротип, да ве потсетам дека на располагање ви е и онлайн облажувањето, а од пред некој ден новост е тоа што средства на вашите профили можете да префрлите директно од картичка и во истиот момент да ги имате на располагање на вашата користичка сметка на Евротип и да се облажувате. Довидување и се гледаме следниот понеделник.